Здраво, дечки, јас сум Кика Вера, а ова е Body Positive Македонија, каде што зборуваме за љубовта кон себе, своето тело, за самодоверба и за нашата физичко и ментално здравје. Денеска ќе зборуваме, односно ќе направам втор дел од видеото како да си го засакаш своето тело, каде што ќе кажам уште 5 tips and tricks или некакви совети за тоа како можете да стекнете поголема самодоверба и да почнете да размислувате попозитивно за своето тело. Пак ќе кажам, ова не се единствени совети, има уште многу начини, меѓутоа ова се неколку кои што јас ги одвоив за да кои што би можеле да ви помогнат во вашиот пат кон самодоверба и љубов кон своето тело. Првото нешто за ова видео е да се сетиме и да наброиме, да направиме на листа од тоа што се може нашето тело да направи. Значи, повторно го поместуваме фокусот од тоа што не можеме да го направиме на тоа што можеме да го направиме. Значи, наместо да се нервираме и да си го мразиме телото и да се критикуваме за тоа зошто не можеме да истрчаме 10 километри или зошто не можеме да направиме шпага како фитнес моделот што го гледаме на Инстаграм, размислете и бидете благодарни за сето она кое што вашето тело може да го направи. Значи, можете ко прво да дишете самите, не сте на некакви респираторни машини во болница, можете да стоите, имате 2 раце, 2 нозе, можете да одите, можете да зборувате, можете да слушате, да гледате и сите овие работи ги зимаме здраво за готово толку многу и толку многу сме разочарани зашто телото не ни изгледа вака или не ни изгледа така и си го мразиме телото зашто е вакво или онакво, а телото толку многу работи прави за нас кои што ние сосема ги игнорираме. Телото ти вика ама види ме што правам, види колку многу работи можеш да направиш, а ти му викаш не, ама струкче помало треба да имаш. Не ми е галя дали можеш ти да одиш или да зборуваш или да не знам што да правиш. Битно е струкчето да ти е малечко. Вториот совет е да носите облека која што ви е точна. Значи не поголема, не помала, туку точна за вашето тело. Значи престанете да се криете во облека која што треба се да покрие. Јас ги викам тие шатори. Стално кога ќе влезав во продавница, продавачката ми понудуваше шатор наместо фустан. Значи носете облека која што ви прилега и која што ви е точна. Значи не се напикувајте во помали фустанчиња или не носете огромни фустанчиња само заради тоа што сакате да изгледате вака или онака. Изгледајте онака како што треба, како што треба. Ништо не треба. Изгледајте онака како што вие сакате да изгледате. И бирајте ја облеката според она што вие сакате да го носите, а не според она што ќе покрие овој фустан или што ќе покрие оваа блуза. Третата работа е дека не треба да очекуваме дека постојано ќе го сакаме секој дел од нашето тело. Нормално е во некои моменти да не ни се свиѓа ова или да не ни се свиѓа она, меѓутоа тоа не значи дека нас не ни се свиѓа или си го мразиме целосно телото. Јас можам да ви кажам еден куп работи кои што не ми се допаѓаат на моето тело, ама тоа не значи дека си го мразам и дека не си го сакам телото. Си го сакам телото, знам како изгледа, знам што може да биде подобро. Меѓутоа тоа не значи дека мразам што не е моментално подобро. Ако сакам да биде подобро, во некој момент ќе го направам. И ова оди кон четвртиот дел, а тоа е вежбањето. Сега, како тоа јас зборувам за вежбање и за промена на телото, а зборувам исто така и дека сакаш треба да си го сакаш своето тело онака како што изгледа.
Многу едноставно. Вежбањето не значи само менување или слабење. Вежбањето е многу лесна и брза алатка со која што можете инстантно да се чувствувате подобро. Значи не морате да отидете во теретана и да вежбате 2 сати или да истрчате 10 километри за да се чувствувате подобро. Излезете и направете на прошетка од 20 минути или пуштете некакво видео и играјте 20 минути. Бидете на било каков начин активни. Прошетајте си го куќето или запишете се на некој танц, на некој аеробик, на некоја зумба, на нешто кое што ќе ви помогне да бидете активни константно во секојдневниот живот. Вежбањето исто така допринесува да се чувствувате посилни и поенергични и во секој случај тоа се работи кои што ќе ве натераат и ќе ви помогнат да си го засакате своето тело. Последната работа за ова видео е да се окружите со позитивна енергија и со позитивни луѓе кои што размислуваат слично како вас и кои што нема да допринесуваат во вашето себе мразење. Нема да ви викаат види се на што личиш, направи го ова или направи го она или не си требала ова да го облечеш и така натака. Што не значи дека треба да се обкружувате со пријатели кои што ќе ви кажуваат да за се. Нормално треба да имате пријатели кои што ќе ви даваат конструктивна критика и ќе ви укажуваат на некои работи кои што ги правите погрешно во животот, меѓутоа не оние кои што ќе хейтат и кои што ќе ве обкружуваат со негативна енергија постојано. Така да една од многу важните работи за тоа да си се прифатите себе си и да си го засакате телото е да се обкружите со правилните луѓе околу вас. Еве јас ќе ви бидам другарка. Дечки, тоа беше се за ова видео. Кликнете subscribe и лайк долу за да ми покажете дека ви се свиѓаат видеа и дека сакате да правам повеќе такви. Ако имате некаква идеја за што сакате да зборуваме понатака, пишете ми долу во коментар или пишете ми во private message на Instagram. И се гледаме во наредното видео, а до тогаш сакајте се себе си, сакајте ги луѓето околу вас и бидете фини кон себе си и кон луѓето околу вас. Се гледаме во наредното видео. Чао, чао!